Добро вечер и срдечно добри дојде прво во оваа 2026 година. Ви благодарам што сте заедно со уште едно издание на Никој да не знае. И веќе знаете, никој да не знае освен јас, вие и нашата гостинка. Ако можам во кратки црти да ви објаснам, станува збор за прекрасен човек, прекрасен вокал, долги години е на сцената заедно со својата група. Биле забавувачи или како да кажам, луѓе кои што се артисти и кои што настапувале на безброј свадби, веселби и така натаму. Беше дел и на забавуваа една прекрасна веселба на која што присуствував и можам да кажам дека одличности поминавме. Но од сопруга е на Трајче, мајка е на Ана. Не знам како си поминале тие за нова година и стига ќе прашаме. Катерина Брезова, Соната, или Ката Соната. Така е, така сте позната во јавноста. Добро вечер, добро ни дојдовте. Добро вечер, добро ме најдов, поздрав до сите гледачи, честита нова година, среќни новогодишни божикни празници, здравје, среќа им посакуваме на сите гледачи и многу хармонија во нивните домови. Така е. Каде бевте за нова година, чисто сега информативно и како поминавте? Оваа година хотелот Центро Бизнис во Виница, како и секоја убаво лудо, убаво ја дочекавме, весело, расположено, со песна. Со песна, така е. 6 години има ваша Ана? Да, 6,5. Да, 6,5. И сега, каде таава на вакви настапи, кога се вакви веселби, каде дочекува? Ана, за среќа, моите родители се тука, секогаш. И од кога е родена Ана е постојано со нив, постојано се чуваат и таа имаше, морам да кажам дека период кога не бараше, не сакаше ништо освен ние да бидеме дома. Да. Кога беше малку помала, меѓутоа сега веќе се навикна и таа постојано чека едва им да дојде викенд за да бидејќи баба и дедо. Баба и дедо се тука. Да. Да. Кога всушност беше првиот настап после Ана, после раѓањето? После 5-тиот ден. Значи да, мама бараше да биде царски веспородена. Добро. За да биде тоа понеделник. Не. Затоа што во петок мораше мама да пее, тато да свири. И да, си дојдовме од болница, ја оставивме Ана кај моите, кај мајка ми. И тие се чува, ние пеевме и така. Леле, беше тоа некоја свадба близко или? Во Скопје. Во Скопје. Имаа проблеми вашите со чувањето? Не, толку беше мирно бебенце. И мајка ми се уште кажува да Ана беше мирно бебенце. А посебно првите месеци таа само спиеше и млекце пиеше и тоа беше. Па добро, било лесно за чување, да речеме, да. Мирно детенце и се уште е така. Да. Мирно, кротко детенце. Но сепак треба да, нели, да им кажеме фала или благодарам или нели еден аплауз голем на вечно благодарна на моите родители, да. Да, да. Како тргна твојата приказна во однос на музиката? Мајка ми многу често знае да каже, јас од многу мала, значи од некои 6 години како Ана сега, добро. Афинитет кон музика сум покажувала, доста сум пеела, инаку морам да кажам дека најверојатно талентот е од мојата баба на која што и го носам името Катерина. Таа пеела прекрасно, за жал не е повеќе помеѓу нас, меѓутоа јас не ја памтам многу, меѓутоа другите роднини кои што ми се блиски ја памета, да, и кажуваат дека навистина многу убаво пеела. И од мала сум сакала многу да пеам и интересно е тоа што од мала јас знаев дека ќе бидам пеачка. Добро, и кога кажавте дома што ти рекоа? Јас вие па ти па добро, нема врска. Да, значи јас секогаш поддршка сум имала само од моите родители, посебно од мојата мајка. Значи мојот прв настап беше некое 4-то оделение, знам дека пеев во Споменари, се сеќавам песна од Каролина Гочева, забавната музика од секогаш сум ја сакала. И тогаш победив прв пат, имаше во тоа време фестивали на пеачи аматери. И јас сакав да се пријавувам, иако и мојата мајка не знаеше дека јас знам да пеам. Да, јас бев толку упорна, на мајка ми викам мораш да ме пријавиш, затоа што јас мала. И таа отиде ме пријави, мислејќи као ајде нека помине да испее и одбите на аудицијата, да. Меѓутоа се уште и она тоа го кажува, јас кога те слушнав, значи се работеше за едно малецко детенце, ситно. И јас, знаеш, кога запеав, буквално настана штама во салата и таа секогаш го кажува, никогаш нема да го заборави. Тогаш уствари ме слушна јас како пеам. Да. Дали и кога беше свесна за своите квалитети? Искрено. Од мала, не знам, од кога почнав да пеам. Ама дека толку добро оди се и дека толку лесно е тоа за тебе, да речеме пеењето, како, не знам. Најверојатно Бог ги дава тие квалитети на за пењето и ја чувствувам музиката од мала, многу сакам музика,
чувствувам, едноставно во себе го носиш тоа и не знам како да ви го објаснам. Да. Си рекла во едно интервју дека Вела се и сега средина во која што се пее убава градска музика. Дали си уште е таа традиција? Може би малку се променува. Може би малце не е градска до крај? Важеше за центар на култура, за еден град кај што ние имавме среќа да учиме од наши постари колеги во Велес на времето на оние обични настапи во ресторани. Се беше твист, рок-н-рол, се беше Gypsy King, се беше странска музика. Сериозно? Да, јас се сеќавам дека јас уште средношколка, со Тале тогаш и кога се запознавме на мотелот на Велешко езеро. Пеевме, актуелна беше Обоиме Калиопи кога излезе, од Каролина буквално цела албум. Значи, многу македонска музика, пеевме Нови фосили, Магазин. Значи, таква музика се пееше, многу поразлично. Луѓето многу тивко свиревме и луѓето едноставно ужива и знае да наградат така со убав аплауз, што е многу важен за еден уметник. Да. За разлика од сега, малку повеќе можам да кажам, работите се променети. Да. Не ти се допаѓа, претпоставам, или? Па не. Јас сум можеби од тоа време. Човек кој што нема против ништо, меѓутоа нема апсолутно никаков против никаква музика и јас самата пеам секаква музика и сакам сето оно што е на моето уво, моје пријатно и убаво да го интерпретирам. За слушање. Меѓутоа барем мора да има некоја селекција. Ме разбирате? И сега тоа ми е важно. Како да направиме селекција, како да допреме до младите, односно вие како луѓе, како луѓето од кафанџиите, рестораните, не знам, свадби, луѓето кои што прават свадби и виселби, да ги натераме да почувствуваат потреба дека имаме прекрасна македонска музика и дека може да помине барем 90% од свадбата да биде тоа македонска убава песна. За наша среќа, може би помало бројна публика, меѓутоа нашата публика е навистина преубава. Заради нашиот стил кој што го негуваме ние со наша убава македонска. Точно ми ова 23? 25 години. 25-та? 25 па ви имате јубилеј? Имаме јубилеј. Добро, браво. Честитки и уште толку. Ви благодарам. Според нашиот стил, точно доаѓаат луѓе кои што ја сакаат нашата музика, кои што бараат 95% македонска музика. Браво. Забавна музика доста свириме и заради тоа и немаме потешкоти и проблеми. Значи го пееме го свириме и го пееме што го сакаме. Да. Меѓутоа генерално еве што се случува со настапите во ресторан, обичните вечери. Знаете, се смееме луѓето, газите многу често викаат да играат луѓето на масите. Значи јас не почнав во такво време. Јас кажав, значи почнав во време кога луѓето ужива во убавата музика, сега малку се премени. Во не знам, во... Да, па, јас... Рок-н-рол. Знам на нашите внуци кои што слушаат секаква музика, да кажам дека јас дома имав постери од Spice Girls, Backstreet Boys, Melrose Place. Значи, ние кога одевме на училиште осмолетка, нели, ни даваа некои списанија, се не знам точно како се вика, Наш свет, не знам, такви беа. На средната страница имаше постери Тони Брекстон, кога излезе Unbreak My Heart, до ден денес ми е омилена песна. Сакам таква музика многу. А еви мојата Ана, интересно, најверојатно е генетски, не знам или така е растена, сака таква музика. Толку префинет вкус има за музика, тоа е чудно. Да. Сакам да кажам дека со Натан извремево не додавашам никои работи колку да бидат, да речеме, да има повеќе настапи, дека остануваше на никое свое, да речеме и по цена да немаме толку многу, како да речеме, публика. Не публика, можеби не вистинскиот збор, или можеби и е. Па да, секогаш сум целала кон врвот, нели? Меѓутоа никогаш не сакам да го достигнам врвот. Така сум навикната и моите постари, еви, баба и родители, секогаш ми викале, сине, златна средина е најубаво нешто, не многу. И така сме ние воспитани, и така функционираме. Секогаш мислам дека навистина успех 25 години континуирано да имаш работа. И тоа се убави луѓе. Мислам, навистина е голем успех тоа. Така е. До пред короната вела дека требало да ве, не знам со колку време да ве... Да, тие свадбени виселби конкретно и сега веќе ви за следната година веќе. Имате? Да, многу. Полно? Па, скоро. Скоро. Аха, кој води тоа? Јас. Па жените се знаете. Најодговорни некако, се снаоѓам. Иако време ми фали сега малку. Повеќе и околу Ана, меѓутоа добра организација, потемпераментен човек сум и
Успевам на сите страни да А стигнам. вака не делувате дека сте толку темпераментна како што, нели, мислам на сцена и така натаму. Сакате да бидете така, да бидете некоја. Луѓето, да, и кои што не ме запознале, ме доживуваат поинаку. Да. Меѓутоа, јас стално велам, не судете на човек додека не го запознаете. запознаете. Кога ќе го запознаете, веќе можете да му кажете каков е. Така е. Ај се вратиме сега на почетоците. Како влеговте или како станавте дел од Соната? Така, од самиот почеток сме ние во Соната. Всушност, наши тројца колеги ја формираат групата. Добро. Јас и Тале тој период настапуваме на тој мотел на Велешко езеро, кој што ви кажа. Јас средношколка. И они дојдоа не поканија да бидеме дел од групата. Прифативме, меѓутоа онака со резерва, као ајде ќе пробаме. Ајде пробаме да видиме, добро. Меѓутоа од првиот јавен настап, мислам дека веќе се виде дека тоа е тоа, дека едноставно се склопиле коцките и сме се нашле сродни души и тоа е. Мора да кажеме дека таму мора да биде иста енергија, како да кажам, или многу слична енергија заради тоа што едно семејство кое што за музика, значи ако сме различни веќе тука има проблем. Така е, да. И веројатно исти ставови кон животот. Или барем генерално за главните работи. Генерално скромни луѓе, фини, питоми. Да. Многу битно ми е тоа во групата. Мислам едно можеби од најважните работи. Да. Како е во однос на музичка наобразба? Тој дел не го споменавме. Што имате? Имате музичко нешто завршено или? Јас сите ме прашуваат, меѓутоа јас ни еден ден немам музичко. А сте оделе на часови по музика? Никогаш. 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 Дури имаше еден фестивал Цветници пред 2015-та. Животна желба ми беше да настапам и ете ми се исполни таа желба. Имав многу тешка композиција ми дадоа со голем распон. И Тале викна негова колешка, професорка по пеење, за да ми покаже ајде дишење како да ми олесни. И она дојде вика, не за Господи да. Значи едноставно не знам, можеби и работата, и искуството ме наупикнало да пеам на диафрагма, да научам дишење. Пак ќе кажам, господова работа, верувајте ме. Но велат дека талентот е некој 2 до 3% и се друго е работа. Колку има вистина? Пак во ова кога е музиката во прашање? Јас за мене талентот е број еден. Број еден, да. И после многу е важен правецот. Патот, правиот пат е најтежок за одење, знаеме сите. Можеби таа грешка ја прават младите кои што сега излегуваат на сцена. Значи ние азбуката од абуква се почнува, значи мораме прво нашата музика. Изгради се ти како личност, научи да ја пееш нашата музика и после веќе како изграден пеач можеш да делиш стилови. Сега навистина е тешко. Човек кој што пее народно не може секој да пее забавно и народно да дели стилови, меѓутоа пак многу е важен правецот. Музиката со која што расте. Ние сме и двајцата од фамилии растени со староградска чалгиска музика. Моите до ден денес сакаат народна убава македонска музика. Да. Исто и на Тале родителите, татко му дури порано свирил гитара и пее и се уште имаат префинет вкус за музика. Гледате цело време таму, значи потоа ќе го видиме само на настапот. Не чека, чисто да знаеме зошто се вртите цело време, нели природно е. Така. Да. Значи супер, ама и сега многу ми е важно следново. Дали мислите дека некои работи се менуваат на добро во однос на ова, нели, македонска музика волку толку, дали можеби треба да направиме нешто повеќе во однос на тоа? Да, на медиуми, да секаде биде... Нема медиумски простор. Значи, јас тоа ми фали, јас ова го кажувам веќе, не знам, за колку години. Медиумски простор фали. Многу често знаат луѓето да речат, ма каква музика имаше порано, сега нема. Нема и сега, јас гарантирам дека има преубава музика, меѓутоа луѓето немаат простор каде да ја слушнат музиката. Сега некако социјалните мрежи се позастапени. Еве, нас можеби тоа не е пропуст. Јас не знам да се рекламирам на интернет. Не го правите тоа? Па немам време и едноставно мислам дека губење време ми е тоа. Тоа време додека седам на Инстаграм или на Фејсбук, јас на детето ќе го посветам. Така е. Да. Ама гледам дека новото време губите на тој начин или не? Па јас мислам дека најдобра реклама е на бината кога ќе застанеш, имаш 5 часа да кажеш што знаеш, што умеш. Мислам дефинитивно дека мислам дека и ова е период кој што ќе помине, како и се што помина. Да. А има ли правец веќе оваа македонска во наша музика? Дали сме некако во добри, како се вика тоа, добар пат? Не знам. Не? Не знам баш. Не сум сигурна. Фестивали има, штета фестивалите нема кој да ги пренесува. Точно, не можеме да знаеме што се случило. Така, значи ние сега настапивме на Роса Фест, јас слушнав песната, една преубава песна.
навистина преубава. Не пишуваат луѓе кои што навистина ги знаеме, пораки дека навистина им се допаѓа. Да. Кога сме кај авторските песни, како ги бирате? Како тоа? Кој како што? Кој е најзадолжен или сите сте задолжени? Бираме, голем пропуст, мој пропуст е тоа што јас не знаев не да кажам, значи ќе се јави автор, не можам сега атер да кршам, морам да му испеам песната, нема смисла, а не требало така. А во оваа работа, ама сега дури го сваќам после толку години, мислам, навистина требало да се бира точно внимателно, затоа што мине времето, се бира што ќе се пее, со кои автори ќе соработуваш. Да. Некогаш треба и безобразен да бидеш, ама едноставно треба да се родиш таков. Ако не можеш, јас не можам се уште. Не можам. Кога треба безобразен да бидеш? Некогаш мораш да сечеш. Да, некогаш мораш да си таков. Да. Кого ќе чуеме и видиме? Ја не можам да повторам, ај ќе повторам по вас. Како се вика? Тоа ми е една пријателка, многу блиска пријателка, многу драга личност, Фотинула Паскова. Фотинула. Таа ми е драга личност. Има ли втора Фотинула во Македонија? Не знам. Веројатно за мене една е Тинче, да, јас Тинче се викам. Добро. Инаку воедно тај текстописец, значи покрај тоа што сме ние блиски пријателки, тај добар текстописец и нема напишано навистина многу убави песни. Добро. Ајде да чуеме што слушна што кажа за тебе? Не. Добро. Одиме сега со Фотинула, така? Да. Фотинула Паскова. Ајде да видиме што ќе ни каже. Добар ден, најнапред на вас во студиото и на сите гледачи на вашата емисија. И сакам да кажам дека со големо задоволство и чест ќе кажам неколку збора за нашата Кате Гретева. Таа е моја блиска пријателка, која што пријателство го започнавме некаде во 2015 година, па се уште траеме и обстојува. Кате е еден од најдобрите женски вокали на нашето естрадно небо. Поседува преголема енергија, преголема харизма, лојална е, премногу е искрена, има изградено свој препознат стил, но најнапред пред се е премногу човечна. Не би издвоила како некоја мана за неа, но можам слободно да кажам дека е голем перфекционист кој што па од една страна ја прави успешна во тоа што го работи во нејзиниот живот. На крај сакам да ја поставам едно прашање кое што се надевам дека Кате нема да ти биде тешко да го одговориш. Сакам да ми кажеш како успеваш да останеш своја покрај толку голем јавен притисок кој што го имаш. Ви благодарам што ме отворите да бидам дел од вашата емисија и честитам новогодишните и божичните празници на сите гледачи и Кате го чекам одговорот. Чао! Ете зошто е, другарка. Тинче моја. Да, ама не кажа ни една мана, стварно немаш мани? Не знам дали постои човек кој што нема мани. Ама не се лутиш ако ти кажа некој која е маната. Така? Дури, мислам дека и добро е да ти кажат. Ако е вистински пријател. Добро е. Добро е да ти кажат. Како успевам да ја одговорам на Фотинула? Ајде. Своја сум секогаш едноставна, знаете, луѓето секогаш знаат да судат, кога не гледаат на телевизија, поинаку не доживуваат. Меѓутоа јас сум таа Ката едноставна, која што секогаш со граѓани мои низ Велес, низ улиците на Велес не гледаат без шминка, се шетаме, со сите комуницирам, посебно со моите велешани, со сите се знаеме и не знам, едноставно кажав и преска спомнав добра организација и тоа е тоа, успевам на сите страни. Како сте сега со обврски, не само сега, низ годинива, кога имате настапи всушност? Од четврток до недела, така да работите или секој ден? Па, овој период што помина, имаше секој ден и се уште трае. Добро, ова е декември, да речеме, тоа е декември помина, но нели да. Инаку викендите. Само викенд. Да, преку недела знаат емисии. Добро. Некои други обврски да се има, така е. Да. И тоа е тоа. Тоа е. Па добро. Па добро. Да.
живеете од ова или имате и друга работа која што само од ова, професионално. Да. Јас тоа често знам да го кажам, мораш за една работа, за да имаш успех, мораш комплетно да се посветиш. Ако се сме размислувале во животот, меѓутоа верувам дека ако јас и Тале веќе се посветиме на друга работа, едната работа мора да со намален интензитет да биде. Тогаш ќе се почувствува. Второто прашање, се живее ли од ова? Да. Да? Да. Со добра организација, со Да, спомнав, добра организација. Со добра организација на буџетот, мислам. Или не? Па да, и тоа, ама ние, меѓутоа, луѓето кои што не познаваат, знаат за колку скромни луѓе станува збор. Кажав, едноставно живееме во Велес и навистина ни убава. Сме имале прилики да дојдеме и во Скопје, меѓутоа станува збор за навистина скромни луѓе кои што убав е Велес. Да, и интересно е со моите колеги, знаат често кога разговараме, се дружиме скоро со сите, и знаат многу често да кажат, ама тој има тоа, купил, никогаш, јас сум воспитувана, никогаш да не гледам кој што има, туку секој за себе, и јас сум благодарна и да тоа малку што го имаме, викам, фала ти Божи, навистина, да сме здрави, живи, среќни, сите на број, малку треба за среќа, верувајте ме. Што ве прави среќна тогаш? Сите да ми се здрави околу мене. Само толку? Среќа, само толку барам, да. Добро, што друго? Нешто вака, нешто не знам, некој патување? Не. Порано да, додека не беше Ана. Патувавме многу со Тале, меѓутоа сега некако ми се смени животот. Сега мама размислува на се, на Ана да ни фали нешто и не сака нигде доди. Можеби и грешка е моја. Треба, знам дека детето веќе ми е поголемо, меѓутоа јас се уште се грижам да не му фали нешто и некако тука блиско одиме само. Да. Ки соседите и ништо подалеку. И тоа е тоа? Да. Добро. Ке пееме? Да. Устри ти ке пееш? Да, ке пееме. Месичина е прва. Може таа? Да. Да. Песна на Јован Јованов и Елвир Мекич, снимена пред некои можеби 10 години. Слушнете навистина убава За песна. што станува збор? Да. Може, одиме со джингл режија и Кате и Соната не забавуваат. Sestro mila, ti mesečino, ќе te prašam, kaži iskreno, koji mi ljubov noćva uspiva, srećen li je ili taguva, kraj neja, kraj neja. Odavna jaz ga čekam, odavna jedna svila meka, ne saka nikoj drug da pokriva. Odavna sonce to džabe gre, bez
светина и силно покрај неја да не заспие. Нека патот ми го донесе крај мене, крај мене. И сега не ефир ако не позборувам уште малку, заради тоа што ја не бев ја чула ова, ама навистина е прекрасна. Прекрасна балада. Како што спомнав, 10 години има. И сега има видеозапис, под прекрасен направен и ето тоа е муабетот. Да. Пред неколку минути што го правевме, простор треба. Да. Меѓутоа и селекција. Така. Задолжително селекција. Како да ја направиме таа селекција? Ние немаме сега ни музички уредници, немаме ни музички новинари, честни исклучоци, но ова е време кога најважно е само ако не направиш некој скандал и потоа да те паметат, така и да бидеш пишуван, што би рекле овие на север и на југ и на исток, само поголема слика што и да напишат, нели? Само да ме има. Како? Кога се е поинаку? Јас многу често ова сум го кажала и во други емисии. Јас кога бев дете, кога почнував ММТВ, пеев пред комисија. Значи, не можеше било кој да пее. Да. Навистина, одамна е ова. Меѓутоа, селектира, не можеше било кој да пее таму. Навистина, ако знаеш да пееш, ќе пееш. Па кој сакаш биди? Да. Мама и тато кој сака нека бидат, меѓутоа ти ако знаеш да пееш, ќе пееш. Мислите дека тоа е еден од? Па како не? Да. Ако имаш пари, можеш да го достигнеш. Да. И сега зборувам за вашата како соната кариера, па и за твојата кариера, ако сакаш. Дали ќе беше поинаку ако не ја имаше таа скромност која што е задолжителна веројатно на сите членови на бендот, заради тоа што вако вокал, сето она што го имате како харизма и како нешто што исполнува нели сцена, веројатно можеше многу повеќе. Еве ако мислам дека нема да ми се налутите, нели? Не, тоа е реалноста, јас исто да го кажував, да, прескромна сум за оваа работа. Меѓутоа едноставно таков си. Никогаш не си побарала, не сте побарале како бенд некој кој што можеби ќе ви покаже некакви како вела цаки со кој што ќе се да речеме ќе биде полесно. Знаете како, секогаш сами сме се бореле за нашава работа и до тука што сме стигнати се сме сами. Да. Буквално никој ако не слушна некој, се случи многу одамна Копров беше не слушна. И така ни Ѓорги Крстевски ќе го спомнам, беше на една свадба, не слушна и потоа тој ни направи неколку исто 2-3 песни, имаме фантастични песни авторски од него. Да. Така сме, инаку, да, треба да нескромен да бидеш во оваа работа. Треба малку да има нешто што, како да кажам, ќе те води. Може би менаџер требаме, може би и тоа. Да. Меѓутоа, ајде во иднина, не знам, не велам, не, може би. Да. Има луѓе кои што навистина токму тоа го работат и си ја знаат работата како да те испромовираат. Да. Ова морам да го спомнам, покоен Џорлев, Зоран Џорлев ни беше многу близок пријател и тој случајно го запознавме на еден настап. Исто тој настапуваше со нас и од тогаш многу не почитуваше и често знаеше да каже кате ти не си за тука. Да. Ама едноставно, не знам, тука сме се родиле и пак сум задоволна и благодарна за се што имам во животот. И може би потежок пак, меѓутоа полесен, помирен. Да. Мирно од душичката. Па да. Да. Добро, уште помирно ќе спиете ако малца така некако, не знам, се пробија и мразот и надворот. Може би, не знам, пак ќе кажем, времето ќе кажем. Може би ќе се смени. Во однос, знаете, јас имав проблем, навистина срамежливи, кога почнував, ми фалеше насмевка, ми фалеше опуштеност. Мислам дека сега, и тоа има луѓе кои што се уште мислат дека не зборуваат по тоа, ама она треба малку повеќе да се смее. Меѓутоа, тие луѓе кои што сега веќе не ме виделе, сега навистина сум далеко поопуштена, самата работа ме направи, ме изгради. Меѓутоа, еве, од друга страна пак треба, кажав сега, треба и социјални мрежи повеќе реклама треба. Има еден момент кој што искрено се мислам дали да кажам или не. Ајде, кажете. Еве сега, гледате зошто нашата
иде до ситуација кога нашата професија во некој момент е и подценет. Ме разбирате? Да. Значи, ти си пеачка и зошто така да биде? Да. Воопшто не се согласувам со тоа. Точно. Затоа што голем дел има кои што голи на настапи, буквално одат разголени, Да. опуштени. Да. И сега генерално луѓето имаат таква представа за нашата професија, меѓутоа не сме сите исти. Така е. Нели? Има таму и такви, и Така. вакви и онакви. Има И за за жал, кај нас тие повеќе успеваат. успеваат и подобро се платени, Да. и повеќе заработуваат и се повеќе и повеќе. Да, мене многу често знаат да ми кажат, ама таму се парите, знаеш. Аха. Разголи Ама се. така, ама не ми треба, да. Нема потреба. Зашто сонуваш онаа малата Ката, ако смеам да прашам, за големи концерти или за она што го има сега? За големи концерти. За големи Да. концерти. Јас и Ана, моја, ја замислувам некаде на некоја голема сцена, таа е Аха. страшно музикална. Не дека е ваша, како беше, не дека се навистина, моја, ама... мислам, да. Да. Со татко и често знаат така, он свири, она си пее. Добро. И Ана веќе ја замислувам, да. Ама сега Ана ќе има родители кои ще се упатени во таа работа и Ќе мислам дека можат ќе малце може, да е. ќе биде Е, па полесно. тогаш нема да За бидете разлика, толку значи, скромни. Ние, нашите родители немаат допирна точка никаква со музика, едноставно кажав за се што Да. сме успеале до сега да се сами се бориме. Така е. А на Ана мислам дека полесно би било. Долго го сака. Во Така. никој случај нема да ја натерувам дека таа Да. мора да пее, таа е Да. многу музикална, меѓутоа можеби нема да сака да пее. Така е, да. Што слуша? Може ли да ми кажете Да. што слуша сега? Слуша Ријана, слуша ние светски хитови моментално, Добро. дури јас не ги знам. Добро. Ана оди на музичко ја запишавме и на приемен испит на музичко пееше Сара Перкете Амо. Да. Вау. Таа е интересна. Сака многу убава музика. Браво. Имаме сплетови и ние со странска музика пуштени, баш сега кога доаѓавме по колата, затоа што и не носевме. Добро. Мама пушти Simply the Best, Living Вила Ока, имаме нешто такво. Браво. Снимано и таа постојано сака да на репит да ги слуша. Единствено што најдов од оние, не е видео интервјуа, но најмногу пишуваа луѓето кога тајната врска стана јавна врска. Само тоа ми. Тогаш нели тоа е повторно се враќаме на она што сакаме ние. Да. Мислам не сите, ама голем број од медиумите. Значи тоа се такви наслови. Тајната врска нели стана на јавна, ја крунисаа со брак, па дојде Ана, дојде Киркичка и така натаму. Ве вознемири тоа тогаш? Оние скромните како што се опишуваат и претпоставам дека е така, не би имало. Па не, генерално и коментарите од луѓето јас не ги читам. Добро. Меѓутоа Тале ги чита и беа убави, Да. сега имаше и неколку. Добро. Меѓутоа не читам коментари. Аха. И со тек на времето веќе ме научи животот да не Да не се занимавам со тоа. не се замарам веќе со Да. кој што кажал, како. Јас знам која сум, Така што е. сум, како и секој човек, нели, и нема потреба да се замарам со мислењето Значи туѓи за таа тајна врска беше стварно. Не беше тајна. Не беше значи тајна, не. ние дека не сме. Ние сите знае дека сме во брак, пошто Да. ние 18 години бевме заедно. Да. Цел живот сме, па цел живот сме заедно, да. Од како беше од оноа тамо Да. од бродчето на како ми рековте од на Велешко? Тогаш? На Велешко, да. Да, од тогаш музиката исто не спои. Да. И не беше ништо тајно. Да, бременоста беше тајна, Добро, затоа ама што тоа имав е- многу настапи и не сакав да се на вистина сакав Така е. бременоста да си Да. помине во Да. најдобар ред. Ние дури свадба не направиме, затоа што јас се чував за оние свадбени веселби кои што беа порано договорени. И тоа заради е тоа. тоа, значи да, во 9-тиот месец ми се јавија новинари веќе и тогаш си дадов интервју, си кажав да. тоа. Ама добар е насловот тој, Ама нели да. што треба да собере Да. кликови, лајкови. Ако да добро е да ве има некогаш. И интересно имаше во еден портал исто одамна, на плажа негде бевме во Грција, Добро. Ана се уште не беше роден и јас имав на купајќи ставено Добро. фотографија. И? Интересен наслов, страшно отварање имаше и Ката од соната се соблече. Па друг портал после нешто преземане, па да, нормално девојчето сигурно има фармерки доди на плажа, така интересно беше тоа, да. И Ката од соната да се соблече. Да, имам уште само минута пред последната песна Топли бакнежи. Само кажи ми кога голем концерт?
Сакавме оваа година. Првично беше замислен за време на короната, за 20 годишнината, така, меѓутоа короната не ни помести се. Сакавме оваа година, меѓутоа не успеавме. Премногу врски настапи, навистина оваа година беше исполнета со многу настапи. Се надевам следната, имам убава замисла, се надевам дека и тоа ќе го реализираме. Ке ни дојдете пак. Со задоволство. Ете, топли бакнежи за крај на оваа никој да не зна. Да разберам зошто толку боли љубовта, а не сакав и не се надевав дека толку силно ќе се заљубам, а не сакав и не се надевав дека толку болно ќе се Дај ми ги сите твои топли бакнежи, дај никогаш веќе никој да не повредиш, дај кажи како толку силно те заљубив, за да можам пак да ти се вратам. Дај ми ги сите твои топли бакнежи, дај никогаш веќе никој да не повредиш, дај, кажи како толку силно те заљуби, за да можам пак да ти се вратам. Секој ден штом сонце заоѓа, минат морници издушава, но не сакам и не се предавам, секогаш во љубовта ќе верувам. Не можам ни да замислам како сама без тебе ќе живеам. Дај ми ги сите твои топли бакнежи, дај никогаш веќе никој да не повредиш, дај кажи како толку силно те заљубив, за да можам пак да ти се вратам. Дај ми ги сите твои топли бакнежи, дај никогаш веќе никој да не повредиш, дај, кажи како толку силно те заљубив, за да можам пак да ти се